Заедно со Сашка Цветковска бевме повикани во специјалното јавно обвинителство за сторијата така наречена афера со списоци, што во 2011 година ја објави телевизија А1, непосредно пред изборите кои тогаш се одржуваа. Сторијата практично тогаш покажа дека владеачката ВМРО ДПМН е барала дел од административците да донесат луѓе кои што се сигурни гласачи. Ние тие добивме списоци, ги снимивме телефонски, таа приказна одекна во јавноста, но не најдена некаква разрешница. Сега тука повторно во специјалното јавно обвинителство бевме повикани со Сашка, можам само да кажам дека станува збор само за таа сторија, но дополнителни детали што точно се разговараше, навистина не можам да зборувам бидејќи таква е постапката во специјалното јавно обвинителство. Сепак се надевам дека ќе помогне во истрагата, се надевам дека во иднина било која владеачка партија, било која партија да е на власт, дека нема да си дозволи да врши ни да помисли да врши било какви уцени кон било кои вработени луѓе, дали се тоа административци или други граѓани во оваа држава. Своевремено ВМРО ДПМН рече дека тоа е манипулација на еден телевизија, односно на новинарките кои работеа на таа сторија, а тогашниот јавен обвинител Лјупчо Шврговски не можеше да го докаже случајот. Ви верувате дека СЈО сега може да ја... Не знам дали СЈО може да докаже и што може да докаже. Јас знам што јас и Сашка имавме и што јас и Сашка сработевме, што објави А1 телевизија тогаш. Исто така знам дека тие списоци се веродостојни затоа што се покажа ни самата постапка на истражување во тој период кога се објавуваа списоците. Точно е дека ВМРО ДПМН и тогаш и сега кажа дека станува збор за монтиран случај, креирани, монтирани, лепени материјали. Точно е дека ВМРО ДПМН исто тогаш кажа дека ќе поднесе тужба против новинарите, но тоа не се случи бидејќи немаше правна основа за таква тужба. И дали СЈО ќе успее да докаже вистинитоста на таа приказна, не знам, но се надевам дека ќе биде придонес да се спрешат било какви манипулации на следни избори, особено со притисоци врз граѓани. Специјалното јавно обвинителство ни достави покани за сведоци, мене и на колешката Наташа Стојановска. Конкретно станува збор за аферата списоци со безбедни гласачи, која беше објавена на сега згаснатата А1 телевизија во 2011 година. Верувам јавноста ја памти оваа приказна, стануваше збор за списоци кои ги изготвуваа вработени во јавната и државна администрација и кои за возврат треба да донесат луѓе кои сигурно ќе гласаат за ВМРО ДПМН, и со тоа или ќе зачуваат работни места, или како во еден од случаите луѓе беа оценувани со инвитро процедури и други работи. Не можеме ништо повеќе да кажеме, освен тоа дека ќе бидеме сведоци во процес кој меѓу другото се бави и со овој тип на притисоци врз гласачите од страна на партиите, во случај владеачката партија. Тоа е тоа, јас како новинар можам само да кажам дека ни е драго, бидејќи првата истрага на тогашниот државен јавен обвинител Лјупчо Шврговски заврши неуспешно. Се надеваме ова ќе има поинаков крај, бидејќи нема новинар кој не би сакал да види правна разврска на некоја своја приказна, и ова го гледаме како втора шанса за правдата.